Од плоштадот Македонија во Скопје во живо ја вклучуваме Маја Стојановска. Маја, почнали собирот и дали веќе се испратија првите пораки? Тања, Скопскиот плоштад Македонија се повеќе се полни со граѓани. Овде на овој мирен граѓански собир во организација на Сдруженијето кој е следен. Велат целта на овој мирен собир е да се оддаде почит на оние кои што животот на еден трагичен начин го загубија во пожарот во дискотеката во Кочани. Организаторите овој мирен собир го најавија преку социјалните мрежи, повикувајќи граѓаните да останат концентрирани токму овде на плоштадот со цел улиците да не бидат блокирани во време кога повредените се уште со амбулантни возила се носат низ скопските улици. Инаку овде со почеток од 18 часот и 59 минути е најавен 16 минутен молк. Според организаторите, бројот 16 го символизира токму кобниот ден 16 март, додека бројката 59 го символизира бројот на оние кои што, како што кажав, на еден навистина трагичен начин го загубија својот живот. Она што исто така е предвидено овде на присутните да се поделат и црни ленти за оддавање на почит на починатите. Ние претходно исто така поразговаравме со дел од присутните овде. Секој од нас може да биде следен на токму она што тие ни го кажа. Тие побара една ажурност од институциите за, како што кажа, никогаш повеќе вакво нешто да не се повтори. Тука предлагам да ги слушнаме. Доколку не искочи никој, мислам дека ништо нема да се превземе, најдобро е да искочиме сега за да не се случуваат вакви работи понатаму. Па дека треба се да искочиме надвор, не треба толку никој не искочи, нема ништо да се смени, дека мора да се превземе нешто, бидејќи оние пред се излегуваме, бидејќи можевме ние да бидеме жртва на истото. Сметате дека треба одговорност поголема од надлежните институции? Да, секако треба тоа. И мора да се земе поголема инспекција да се има и да биде како што треба. Денеска сакаме да дадеме почит кон сите загинати. Нашата најгласна порака денеска, особено како студенти и како млади граѓани, да испратиме една громогласна порака до државата дека не само што не губат, туку и денеска почна и да не горат. Ова мора да прекине, власта мора да превземе итни активности да се реши се ова во најбрз можен рок и никогаш пак ваква трагедија да не се случи повторно. Па надежно дека ќе постигнеме промените, односно постигнувањето на промените е еден долг процес кој што за жал ќе треба време, меѓутоа она што е моментално важно е сите да сме свесни за проблемите. Оно што исто така го апелира организаторите на овој мирен собир е тоа присутните со себе да носат вода или благо за во случај ако некој почувствува некаква нелагодност и да си помагаат меѓу себе и да си даваат поддршка. Мирниот собир се очекува да заврши некаде околу 20 часот и да потсетам, како што кажав на самиот почеток, за околу 50 на минути од сега ќе започне 16 минутен молк во знак на оддавање на почит на жртвите. Маја, ти благодарам.